Новите закони кои треба да поминат во собранието поврзани со изградбата на коридорот 8, нова точка на препирање меѓу власта и опозицијата. Од ВМРО ДПМН велат дека наместо владата да оди по регуларен пат во собрание и да се обиде да објасни што прави и зошто ги предлага новите закони, како што е процедура, тие сакаат да ги протуркаат со европско знаменце и да нема расправа во законодавниот дом. Потпредседателот на партијата Мисајловски вели, тоа е плячка на векот. На сила, ако пројдат овие закони, тогаш ќе ја видиме најголемата плячка во историја на Република Македонија. Затоа сме тука да разговараме со граѓаните. ВМРО ДПМН како пратеници ќе дадат се од себе да ги спречат овие закони, но и сакаме да има расправа, постојано го збориме, јавна дебата, да се покаже договорот и така натака, но некој ептен го крие. Овој договор ептен крие што е позадината. Со овој последен чин и овој гест, ова е срам за Македонија. И подпредседателката на партијата, Димитриевска Кочевска, гласна. Власта става европско знаменце на договорот со Бехтел и Енка, затоа што повеќе од јасно е дека тој договор е многу штетен и е заснован на непостоечки закони. Злоупотребата која што оваа власт ја прави во континуитет и не запира, но од друга страна народот е веќе свесен и го знае тоа. Кога го зборувам ова, мислам точно на договорот со Бехтел и Енка, договор кој што е повеќе од јасно дека е многу штетен и договор кој што го кријат токму заради тоа што има внатре многу корупција и криминал. Тој е договор кој што е заснован пред се на закони непостоечки. Од СДСМ пак велат, законите ќе се изгласале, а ВМРО ДПМН биле оној кочничар за европските патишта во Македонија. ВМРО ДПМН сака по секоја цена да го блокира стратешкиот и воедно најголемиот проект од инфраструктурата. Ние како пратеничка група тоа нема да го дозволиме. Ке ги искористиме сите механизми што се на располагање и преку соодветна законска постапка ке ги донесеме измените на 5 закони кои гарантираат поевтина и побрза изградба на делниците од коридорите. И од УИ се јавија со реакција. ВМРО, ДПМН и Левица блокираат активно во собранието над 500 милиони евра проекти за граѓаните и државата, без никаква причина и само за да предизвикаат неуспех на проектите за граѓаните од нискодневни политички мотиви. Претходно, од делегацијата на Европската унија во Македонија изразија загриженост што европското знаменце се користи за овие закони. Во овој случај, предлог законите се чини дека не се однесуваат на усогласување со таквите стандарди. Ја изразивме нашата загриженост до националните власти и бараме дополнителни појаснувања, велат од делегацијата на ЕУ во Македонија.